Во знак на одбележување на Денот на мирот, денеска градоначалниците на општина Чаир и на град Скопје, Петре Шилегов и Висар Ганију, го промовираа новиот парк на улица Дижонска, во вкупна површина од 5860 метри квадратни. Поставена е и нова хидрантска мрежа со систем за поливање со прскалки. Како што истакна Шилегов, Чаир е општина со најголема густина на население, а за сметка на тоа, најмногу неискористени простори. Според него, еднакво внимание заслужуваат и општините од другата страна на Вардар. Чаир е општината што во Скопје е најгусто населена од една страна, но од друга страна е општина која што има најмалку корисни јавни површини. Инвестирањето токму во ваквите површини представува императив, затоа што јас како градоначалник нема и никогаш немам направено дистинкција помеѓу граѓаните од оваа или од онаа страна на Вардар. Токму заради тоа сметам дека граѓаните кои што живеат и во Топанско, и во Чаир, и во Север, и во Бутел, 1-2 железара, имаат право да имаат иста и соодветна инфраструктура како што имаат граѓаните од останатиот дел од Скопје. Денешното отварање има една сериозна символика, денеска е светскиот ден на мирот и отварањето на паркот јас го подразбирам исклучиво на начин да пратиме една политичка и човечка порака за сваќање и односно промовирање и зачувување на европските вредности. Хортикултурното уредување на паркот е во знакот на Северноатлантската организација. Висар Ганију, градоначалникот на општина Чаир, апелираше за совесно однесување и чување на зеленилото и урбаната опрема во паркот. Тука сме да промовираме еден нов парк, каде што овој не е првиот. Значи, од мандатот што сме го земале, ние реконструираме и правиме нови паркови, нови зеленила, значи со една цел што повеќе простор во нашата општина да биде значи зелено што се вика. Секој простор што ние значи го зеленуваме, позеленуваме, да се потрудиме сите максимално да ги зачуваме и да не ги оштетиме. Градските власти и општина Чаир изработија и план за создавање мрежа на велосипедски патеки на територијата на Чаир. Како прва етапа за нивната реализација е велосипедската патека на улицата Втора Македонска бригада.